Драги ученици, добар ден! Јас сум Билјана Тинтоска, професор по македонски јазик и литература од Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп. Денес со мене ќе работиме на ставната единица која што се однесува на анализа на ликовите од романот Чичкогорио од Оноре де Балзак. Да се подсетиме. Една од одликите на реализмот како правец во уметничката литература е да се сликаат типични карактери во типични околности. Ликот е резултат на анализата на повеќе ликови од иста група или професија со одделување на особините кои се заедничка карактеристика. Тоа се вистинити, убедливи, полнокрвни ликови, изградени врз основа на одделување од некоја група, односно општествената заедница. Во својата творечка креација, реалистите го користат портретирањето во комбинација на физичкиот опис, социјалната, психолошката и амбиенталната профилација на ликот. Ликовите во романот Чичкогорио ги формираат сижејните линии кои што се однесуваат на неговата композиција или структура. Чичкогорио е роман на карактери. Низ разноликиот свет, Балзак дава слика и заеднички карактеристики на општествениот збир, но и исклучителна единка која со својата оригиналност се одделува од просечните. Ова сликање на обичен свет и необични личности со изразит карактер било новина во францускиот роман. Така, Балзак создал повеќе типови. Тип на неблагодарни ќерки, тип на злосторник, тип на племенитост и наивност, а сите тие соочени со движечката сила на општеството, парите. Балзак лично се уверил дека тие се основа на граѓанското општество, дека тие владеат со луѓето и дека се единствено мерило за успех, слава, морал и почит. Тоа се ликови на новото време на двоен морал, лицемерие, корупција и морален пад. Првиот и најзначаен лик во романот, по кој што е насловен и самиот роман, е ликот на Чичкогорио. Чичкогорио е антијунак на романот. Носител е на едно од трите приказни, чии сплет ја чини романескната структура. Тој, како и другите главни протагонисти на раскажувањето, е жител на пансионот на господјата Вокер. Неговата животна сторија е проекција на моралниот пат на патот на усвојувањето на парите, како релација во воспоставувањето на меѓучовечките односи, дури и во сферата на приватниот простор, односот со сопствените ќерки. Погрешно би било да се рече дека Чичкогорио е жртва на прекумерната љубов кон Анастазија и Делфина. Тој попрво е жртва на своето погрешно поставување во однос на нив во улога на родител. Поведен од општо прифатените критериуми дека парите се она волшебно стапче во кое е содржана полнотијата на живеењето, тој уште во нивното дејство својата љубов спрема нив ја докажува со купувањето скапоцени подароци. Но таквата релација на љубовта е ѓаволски круг. Купените нешта кои стојат како надомест за љубовта само кратко се доживуваат како нејзино исполнување. Натаму тие само го зголемуваат апетитот на гладната душа, погрешно насочена во препознавањето на вредноста на животот. Чичкогорио е жртва на сопствената грешка во воспитувањето на своите ќерки. Постојано на услуга во исполнувањето на нивните желби, купувајќи им ги вредностите на светот, обезбедувајќи им и благороднички титули со мажачката, тој инаку успешен производител на тестенини, на крајот станува сиромашен човек. Немајќи веќе што да им понуди, станува наполно неинтересен за неговите богати и убави ќерки. Но и натаму се обидува да го купи нивното внимание по секоја цена, дури и по цена на краен морален пад на еден татко, кој ја купува дури и прелюбничката среќа на својата ќерка Делфина. Колку и да се чинат чудовишни овие две разгалени празноглави убавици Анастазија де Ресто и Делфина де Нисенжан, во суровоста на нивниот однос кон нивниот веќе беден татко, кој во нивните домови може да влезе само на споредниот влез, тие се сепак производ на неговиот родителски однос кон нив. Чичкогорио е родител кој никогаш не ќе се обиде да ги насочи нивните желби кон моралното, кој никогаш не ќе им постави граници на нивните желби. Во неговата услужност, при отсуство на достоинство и морален интегритет, тој е еднакво чудовишен и беден како и тие двете. Родителот во Партали осамен и неговите ќерки во свила и следевревата на сјајот се слика на моралниот пат и обезвреднување на семејната врска како основа на општествената
со преносот на пазарните услови во нивната структурација. Оваа сижејна линија е стожерна. Романесканото раскажување завршува со погребот на Чичко Горио, на кој што нема да се појави ниту една од неговите ќерки, а жителите на пансионот конечно, разбирајќи ја тајната на неговиот живот, ја коментираат во заедничката трпезарија трагиката на неговата родителска судбина. Втората сижејна линија ја следи сторијата на Ежен де Растињак по потекло од осиромашено благородништво и воедно ги прикажува дилемите и замките што општеството ги поставува пред младиот човек желен за успех и самопотврдување. Тој се соочува со дилемата да избира помеѓу вистинските вредности во животот или пак наполно да ги отфрла самопочитите и моралните предрасуди и да го прифати општествено легитимниот начин на постигнување на успехот во високото друштво, нудејќи ги своите услуги. Приказната за неговиот морален пад во изборот на улогата на љубимец и галениче на разгалената Делфина Денисен-Жан, која пак за возврат го воведува во блескавиот свет на високото општество, од една страна возможува да се развие стереотијата на родителската судбина на Горио, а од друга го доведува прикажувањето на светот на парите и богатството наспроти мрачниот амбиент на пансионот на господјата Вокер. Еженовото прифаќање на предлогот на Чичко Горио да се обиде да ја устрејки неговата ќерка, желна за љубов и страст, ја прикажува силата и заведливоста на светот, на сјајот и раскошот, во искушувањето на младиот човек на прагот на животот. Воедно, неговите дилеми, размисли и премрежиња ја посочуваат вредноста на она што неповратно се губи во изборот на успехот по секоја цена. Ежен е единствен кој искрено и посветено се грижи за Чичко Горио кога тој е немоќен во болеста и пред смртта. Третата сижејна линија ја носи ликот на Вотрен, кој исто така е жител на пансионот, а воедно и гласноговорник и толкувач на општествениот механизам што инаку го прикажуваат сториите на Горио и Растињак. Но доколку во нивните стории тој е проициран на морален план, во случајот на Вотрен е прикажан како престапник во однос на законот. Како отпадник од законот, значи од позиција на тој избор, Вотрен го огласува своето поимање на времето и на општеството во кое живеат, толкувајќи му ги своите сознанија на младиот студент по право. Во таа смисла е посочен и како духовен татко на Растињак, кој му ги открива тајните на патот до успехот. Неговиот лик на убиец и измамник, симпатиите ги стекнува и со оглед на отвореноста со која се огледува и ја прикажува својата улога во светот, циничен во поглед на двојноста на неговиот морал или како што вели, тие што во него ќе украдат некоја ситница означени се како необични реткости, а оние што ќе украдат милиони означени се како луѓе полни со добродетел. Во однос на останатите прикажани ликови, тој е чесен престапник, кој барем себе си не се лаже во поглед на своето место и улога во светот. Во ставовите на Вотрен се огласува неговата сродност со размислите на јунакот на Достоевски, Расколников, за кого разликата помеѓу престапот и доблеста еднакво се состои во пропорциите. Меѓутоа, во споредба со ликот на Достоевски, Вотрен станува појасен и романтизиран шарм. Во творбата на овој лик се видливи трагите на романтичарското идеализирање на отпадништвото од општеството. Оттаму, во Треновото паѓање во рацете на полицијата на крајот од романот, ја нема тежината на извршување на правдата. Прикажан како производ на општествените околности на портретот на Вотрен му недостасува продлабочен психолошки профил. На крајот на наставната единица би ве замолила да ги разгледате прашањата што се дадени на овој последен слайд за повторување и да размислите на кој литературен правец е представник Оноре де Балзак, како се вика големиот книжевен проект на Оноре де Балзак, да наброите најмалку 3 познати дела на Балзак, што е тема на романот Чичко Горио и кој од ликовите во горе споменатиот роман вам ви остава најсилен впечаток и зошто. Би ве замолила, одговорите на прашањата да ги внесете во својата тетрадка. Благодарам на вниманието.